Лавовите во 2025 година ќе почувствуваат зголемена самодоверба во финансиското поле, но ќе мора да научат да прават разлика помеѓу важните и непотребните трошоци. Најсекни периоди, февруар ќе донесе неочекуван финансиски бонус или можност за дополнителна заработка. Ноември ќе биде одличен месец за долгорочни инвестиции и планирање. Финансиски стратегии се да бидете организирани. Направи детална месечна анализа на приходите и трошоците. И постави јасни приоритети. Инвестирај во проекти кои што имаат долгорочна вредност. Предизвици. Април ќе те поттикне да потрошиш на луксус или нешта што не ти се неопходни. Остани фокусиран на поголемите цели и избегнувај импулсивни одлуки. Инвестиции. Ако размислуваш за купување на недвижност, крајот на годината е поволен период за тоа. Исто така, размисли за вложување во образование или обука, што ќе ти донесе нови професионални можности. А мотивација е дека твојата харизма ќе ти отвори врати, но мудроста ќе ти донесе финансиска слобода.